Токму така се враќаме назад во мобилното студио на телевизија Нова, кое вечерва е на плоштадот Магнолија во Битола, каде пред малку заврши митингот на коалицијата предводена од СДСМ. Вечерва со мене во 22 вклучувањето е и магистер Диоген Хаџикоста Милевски, исто така политиколог, и професорката која ја имавме во вклучувањето во 20 часот, Јагода Митревска. Со професорката во вклучувањето во 20 часот анализиравме малку околу програмите на политичките партии. Вечерва тука беше представена програмата на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, а пред само 2 дена исто така пред битолчани беше представена и програмата на коалицијата за подобра Македонија од страна предводена од ВМРО-ДПМН. Накратко еден ваш осврт кон програмите на двете политички партии, начинот на кој ги представуваат преку ваквите митинзи и директно од врата на врата со граѓаните. Пред се, добро вечер на вашите гледачи. Она што е карактеристично за овој изборен циклус во Македонија е што имавме еден период ке имаме, па ке немаме, ке имаме, па ке немаме. Тој концепт на изборна програма, да речем во предходните изборни циклуси некако беше карактеристичен само за поголемите партии, меѓутоа гледаме дека веќе во овој изборен циклус сите актери кои што се нудат како варијанта за гласачите имаат веќе некаква структурирана изборна програма, која што во најголем број на случаи предвидува определени мерки од сите сегменти на живењето. Значи, таргетира кон сите социјални слоеви и групи. Меѓутоа, она што е специфично според мое видување е дека некако како главен, ајде да кажеме, критериум кој што е карактеристичен за сите политички партии е таа, значи, минимална плата која што се наметна како еден битен сегмент по кој што се вреднуваат политичките партии, иако претпоставувам дека сето тоа е, ајде да кажам условно, еден елемент кој што е насочен кон индивидуалните гласачи и нивната перцепција за тоа што тие ќе добијат или ќе изгубат доколку гласаат за политичките партии. Она што е карактеристично за големите партии дека тие веќе имаат, значи, добро структурирана програма во која што имаат разработено проекти за сите изборни единици кои што ги таргетираат и нормално во тие кампањи и презентации ги представуваат оние мерки кои што тие сметаат дека ќе бидат приоритетни за гласачите од таа изборна единица. Митинзите во суштина се компонента од овие два дела, значи имаме силно емоционално тензична кампања, заради тоа што и претходната ситуација во општеството ни беше таква. И сметам дека во наредниот период само реториката ќе се вжештува. Она што мене лично ме изненади е што за прв пат гледам во некој ниво адаптивна кампања, заради тоа што главните актери, значи коалицијата околу ВМРО, ДПМН и коалицијата околу Социјалдемократскиот сојуз ги адаптираат своите кампањи и она што му го пренесуваат како порака, да речем, преку медиумите на граѓаните, врз основа на определени моментални дискурси во самата кампања, што е според моја перцепција новина, заради тоа што условно имаме ситуација на обвинување па демантирање од двете страни. И мислам дека тоа е уште еден плюс елемент кој што ќе зголеми емотивноста на, да речем, емотивната тензија во оваа кампања. Ја споменавте реториката кај политичарите, тоа е уште една тема на која би сакала да продискутираме со 20, каква е реториката на политичарите кои се на нашата сцена? Значи, реториката со оглед дека во нашето општество веќе долго време не постои политички диалог, суштината на реториката е соодветна на таквата состојба.
и реториката е секогаш екстремна и реално и двете страни се обидуваат да наметнат една перцепција дека 11 декември е последниот ден од историјата и дека тука се завршува. Меѓутоа, тоа е нормално заради тоа што веројатно тоа е пресметале дека тоа е најдобриот начин за да ги мотивираат гласачите да излезат на избори. Но сепак 11 декември нема да биде крај на општеството и после изборите, значи ќе имаме некаква разврска и општеството ќе продолжи да функционира, а всушност таа реторика, значи на тој персонално обраќање на меѓусебно на лидерите, значи тие се праќаат пораки на митинзите кои што треба, значи да ги слушнат и граѓаните, меѓутоа и поддржувачите. Она што е карактеристично е дека во оваа кампања доста простор му се дава и на обраќањето на стабилниот електорат на спротивната партија, значи тоа го имаме и кај Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа го имаме и кај ВМРО ДПМНЕ и убедувањето дека има време да го смените вашето мислење, што мислам дека е новина во таа реторика на политичките партии, а во однос на онај елемент, да речем, на врата до врата, во суштина, како што и многу аналитичари и многу проекции кажуваат, значи како што ќе се приближуваме до изборите, реално прогнозата кој е во водство во моментот ќе биде многу тешка, заради тоа што се тоа што го кажав досега, таа тензија која што се создава, всушност ги тера гласачите да не го кажуваат својот реален став и своето мислење. И сметам дека на овие избори моја проценка е дека ќе имаме историска излезност ако ја споредиме со сумата која што политичките партии ја трошат во кампањата за мотивација. Професор, ке вашето мислење во однос на реториката на политичарите, оние кои ги слушнавме во изминатите 13 дена, вклучувајќи кои денешниот? Па мислам колку што веќе се намалуваат деновите во изборните кампањи, веќе останува уште недела дена, се поголема и поштра ќе реториката помеѓу најголемите две политички партии со нивните коалиции. И мислам дека таа реторика ќе се зголемува на овие митинзи со испраќање на пораки за добивање на една стабилна влада. Слушаме дека лидерот на ВМРО ДПМНЕ Груевски повикува на 63 пратеници. Гледам дека вчера и денес истото го повикува и Зоран Заев за формирање на една стабилна влада и од едната и од другата страна повикуваат на мнозинство, со тоа што мислам дека е еден аргумент како мотив давање на гласачкото према гласачите, односно гласачкото тело, дека еве да наметнат кои се победници. Од едната и од другата страна пред време зборуваат за мнозинство на пратеници за стабилност на една влада. И мислам дека двајцата лидери на двете најголеми политички партии и коалиции би требало тоа да го како завршно во нивната реторика треба да излезат на дебат, што подолго време е како се јавува како потреба за граѓаните да ги слушнат и едниот и другиот лидер на една дебатна емисија пренесена преку електронските медиуми, односно преку голем број на други форми на истоизвестување и преку интернет кој може да се следи, меѓутоа таа дебата е потребна од двата лидери за да се видат нивните ставови како завршен елемент во изборната реторика. А тоа имаше резултати, се извинувам, кога беше дебатата помеѓу последните преседателски избори во Република Македонија помеѓу Ѓорги Иванов и Стево Пендаровски, даде еден резултат за да се определат неопределените гласачи за кого би гласале. Така да мој апел е да реториката на двата лидери ја видиме на една дебатна емисија. Во интерес на времето и на двајцата, накратко само да го слушнеме мислењето, дали со изборите ќе се реши политичката криза која имаме во земјава во изминатите 2 години?
Велете, професор. Да, па ова политичка криза веќе трае 2,5 години, што ја ги прави нестабилни институциите во Република Македонија. Дури се ствара една нервоза кај населението. Мислам дека овие избори треба да завршат, да победи македонскиот народ, односно македонскиот граѓани, и да ставиме крај на оваа политичка криза. И оној што ќе ги добие изборите и оној што ќе ги изгуби треба да си пружат рака, за да имаме една стабилна држава, унитарна држава, како на која и треба голем економски раст и да дојдеме до една состојба на благосостојба и да чекориме напред во интегрирање на земјата во НАТО. Вашето мислење по однос на Моето прашање? мислење е дека всушност граѓаните на овие избори ќе одлучат дали сметаат дека ова општество има капацитет да биде држава преку своето однесување на тој изборен ден, а доколку значи граѓаните го исполнат своето граѓанско право, гласаат и бидат значи политичките актери овозможат граѓаните значи да имаме фер демократски избори. Она што ќе биде битно е сите да се сложат со исходот на тие избори, да го прифатат исходот на тие избори, без оглед значи, Кој ќе биде на победничката, кој на... заради тоа што факт е дека и двата актери ќе бидат во крајна линија дел од тој парламент кој што ќе се формира после изборите и многу битно ќе биде полека нашето општество да го менува дискурсот од тоа, да речем, ривалство политичко кон ривалство за конкретни идеи, конкретни проекти и борба внатре, значи борбата од, условно кажано, од улиците да се пренесе во институциите, како што спомна професорката, значи да се обезбеди една состојба во која што ќе се врати довербата во институциите за да може целото општество во иднина да просперира, а веќе, значи, да речем, наредниот изборен циклус после овој, што ќе заврши сега, веќе ќе имаме една поинаква состојба во општеството. Токму така, јас тука ќе ви се заблагодарам и на двајцата за вашите гостувања вечерва во мобилното студио на телевизија Нова. Студио ги слушнавме и ние ги слушна и нашите гледачи. Ставовите и пораките кои ги пренесоа моите двајца вечерашни соговорници, политиколози, значи останува на она што беше пренесено и кога се распиша предвремените парламентарни избори во Република Македонија. Мандатот е кај граѓаните и граѓаните секако ќе одлучат на 11 декември. Доколку имате прашања, повелете.